Dobar dan, lijepi pozdrav, dobrodošli u novi rekonektivni razgovor. Danas imam gošću iz Makedonije, iz Skopja. Ljubica Stojanovska je praktičarka rekonektivnog iscjeljivanja. Ljubica, dobar ti dan, dobrodošla. Dobar den i vi благодарам на можноста. Mene za početak, ako bih htjela na početku se malo predstaviti, reći nekoliko riječi o sebi. Здраво на сите, значи јас сум Љубица. По професија сум физиотерапевт. Тоа ми е основна професија. Како надоградување на професијата следуваат неколку доедукации кои што ги завршив пред 5 години и после тоа следуваат и некои други. Во главно се поврзани со енергетската медицина и пред месец или неколку недели го завршив и реконективното исцелување како обука, како практичар за реконективно исцелување. Инаку работам како физиотерапевт, исто така и ги комбинирам моите физиотерапевтски третмани заедно со енергетските техники. Super. Mene zanima kako je došlo do toga da si prepoznala rekonektivno iscjeljivanje kao modalitet koji te je zainteresirao. Prvo na ličnom nivou, a evo danas već da budeš i praktičarka. Да, мојата прва информација за реконективното исцелување доаѓа уште пред 5 години, кога ја завршив и првата енергетска техника. Имав можност преку моја пријателка да сподели нејзино искуство по завршувањето на обуката за реконективно исцелување. Од тогаш па до пред една година информацијата за реконективно исцелување се повтори преку друга моја другарка, која што заврши обуката за реконективно исцелување, но тогаш немав размислување дека сакам да го завршам реконективното исцелување како практичар, се додека не се појави можноста од пред неколку недели, кога вие дојдовте во Скопје и истата таа другарка ме информира дека ќе има воведно предавање за самата обука и после завршувањето на предавањето некако спонтано се случи да дојдам до одлука да ја посетам самата обука и денеска да ја практикувам. Super. Jako brzo se sve odvilo kod tebe sad u ovom zadnjem dijelu. A reci mi kako ti je bilo iskustvo same obuke? Искуството од самата обука, првично од самото предавање, веќе се создаде кај мене некое чувство, пријатно чувство, што ми се случува во неколку моменти и тоа ми дава до знаење дека сум на вистинско место и дека треба нешто да направам некој чекор поврзано со таа тема. Тоа беше првото чувство кое што ми се појави на предавањето, додека после за време на обуката искуството ми беше дека на многу лесен и едноставен начин се применува самата техника и се добиваат пријатни резултати, ефекти од сето тоа што се работи. Sjajno. To je obično, ja to mogu, ovo tvoje iskustvo je dosta uobičajeno kod ljudi. Dakle, upravo je taj nekakav više stvar osjećaja nego nekakve donošenja, nekakve mentalne odluke da čovjek želi krenuti putem
ili da isproba rekonektivno iscjeljivanje samo kroz sesiju ili da stvarno krene i tim putem da postane praktičar, jer je to jedna inteligencija koja je sastavni dio nas, ali onog dijela nas kojeg nismo u potpunosti, s kojim možda nismo u potpunosti konektirani kroz ovaj naš ljudsko životno iskustvo. I kad se osjeti to nekakvo čustvo, onda naprosto krene. Tako je bilo i moje iskustvo prije puno godina. A reci mi, sad već i praktikuješ sa drugima polako i rekla si na početku da i kombiniraš sa svojim radom fizioterapeutkinje. Kako su ti iskustva u radu u ovom kratkom periodu? Da, Sa drugim ljudima. интересен е фактот затоа што клиентите кои што доаѓаат кај мене забележувам дека чувствуваат некаква промена во самите третмани и чувството што го имаат за време и после третманите им се разликува од претходно. Тоа што го чувствувам јас за време на третманите е дека многу полесно ги изведувам самите третмани и резултатот или понатамошните реакции кои што се јавуваат кај клиентите ми дава до знаење дека самата обука има влијание врз целата моја работа. Sjajno, baš lijepo. Da, ja bi možda evo za sve vas koji nas slušate sad rekao nekoliko riječi upravo o rekonektivnom iscjeljivanju. To je u biti modalitet iscjeljivanja u kojemu transcendiramo uopće potrebu za nekakvom tehnikom, odnosno za nekakvom procedurom, za potrebom da se štitimo od negativne energije, da imamo neke rituale, nego jednostavno na vrlo jednostavan način, ponekad ljudima prejednostavan način, jer mi dosta često imamo uvjerenje da nešto što će nam pomoć i što ima benefit za nas mora biti komplicirano. Međutim, ovo je jako jednostavno. Na obuci se na vrlo jednostavan način kroz iskustvo konektiranja nekako iniciramo u tu konekciju s tom energijom. I kad je ona napravljena, onda je to više igra nego rad, ja bih rekao. Odnosno, praktičaru nakon obuke je jako lako, Ljubice, siguran sam da možeš to posvjedočiti, da kad kreneš raditi sesiju, da u sekundi počneš osjećati konekciju s poljem i jednostavno trebamo biti prisutni i u toj prisutnosti prepustiti da inteligencija sve sama u biti odradi. Da, може како надополнување на сето ова што го кажа, дека не само за време на третманите, туку оваа интелигенција може да се повика во било кое време и секогаш кога ни е потребно и кога сакаме да ја повикаме. Мислам дека преку самите третмани, но и преку повикувањето во одредени моменти, станува една рутина која што може да стане и начин на живење. Bravo, da, upravo to. Poanta je, naravno, jedan nivo naše konekcije sa tim frekvencijama i s tom inteligencijom je da dođemo na sesiju, da dobijemo energiju, svjetlost i informaciju koja će napraviti neku promjenu unutar nas, ali u biti kad integriramo tu našu konekciju u svakodnevnom životu sa tom inteligencijom, onda smo došli na još jedan viši nivo našeg, ja bih rekao, naše evolucije i našeg ličnog razvoja. Ljubica, ne znam jesmo nešto zaboravili reći kroz ovaj naš razgovor, imaš li još nešto za kraj da zaključimo ili da poručiš ljudima koji će nas gledati? Да, на кратко мислам дека тоа е моето искуство поврзано со
со реконективното исцелување, но мислам дека постојат уште многу детали кои што може да се надоврзат на него. Тоа што е значајно е дека препуштеноста, едноставноста, леснотијата во самата техника ни дава една насока за живење. И затоа им ја препорачувам на сите кои што ќе го слушаат ова видео и кои што сакаат да добијат повеќе информации поврзани со реконективното исцелување, да не размислуваат многу, туку да го направат првиот чекор и верувам дека универзумот ќе ги подржи и ќе може да ја реализираат нивната желба за посета и за добивање на оваа техника. Da, super. Lijepo si to zaključila. U biti, ono što je specifično za rekonektivno iscjeljivanje, najbolje je krenuti u iskustvo bez očekivanja i otvoreni da primimo ono što u datom trenutku najbolje možemo primiti od univerzuma, a univerzum nam uvijek želi poslati ono što je najprimjerenije za nas i zna puno bolje od nas što je to. I tako da, evo, ja vas isto pozivam da iskusite rekonektivno iscjeljivanje, da li kroz sesiju rekonektivnog iscjeljivanja, da li kroz neke informacije koje možete pronaći na internetu, na mom YouTube kanalu možete pronaći nekoliko predavanja i radionica, online radionica koje možete pogledati. Ili možda kroz čitanje knjige doktora Erika Perla, Rekonekcija, iscijelite sebe, iscijelite druge. To je isto jedan od načina da počnete, da dobijete osjećaj i da osjetite što je to rekonektivno iscjeljivanje. Ja ću ispod ovog videa ostaviti i kontakt podatke od Ljubice, tako da se možete slobodno javiti za sesiju rekonektivnog iscjeljivanja. I možda samo na kraju da spomenem da se ta sesija može raditi u prisutnosti, ali isto tako i na daljinu. Znači da ne morate biti iz Skopja ako želite da napravite sesiju rekonektivnog iscjeljivanja sa Ljubicom. Ljubice, hvala ti puno za ovaj razgovor i želim ti da ti tvoja konekcija i tvoj rad sa ovim frekvencijama donesu jako puno dobroga na tvom ličnom planu, a isto tako i svim ljudima s kojima ćeš raditi, s kojima ćeš doći u konekciju i s kojima ćeš dijeliti frekvencije rekonektivnog iscjeljivanja. Да, ти благодарам Свемир првично на можноста за изучување на самата техника и за твоето доаѓање во Скопје. Се радувам и на следното твое доаѓање, кое што ќе биде на 27-28 април, по кое што следува изучување и на третото ниво за практичар за лична реконекција. И ти благодарам и на оваа можност да се запознаат и повеќе луѓе со самата техника. Се надевам дека ќе имаме и други заеднички настани поврзани со реконективното исцелување. Siguran sam da. Evo, da, ja bi onda još na kraju i rekao, dakle, 27. kao što je već Ljubica rekla, 27. i 28. aprila ćemo imati seminar rekonektivnog iscjeljivanja u Skoplju, a isto tako odmah druga 2 dana, 29. i 30. aprila ćemo imati seminar lične rekonekcije. I isto tako ispod ovog videa ću ostaviti više informacija o tim seminarima i kontakt naše drage prijateljice Verice Ognjanove koja
koja pomaže u organizaciji, tako da ako ćete biti zainteresirani za seminar, da se znate kome se možete javiti. Još jedanput, Ljubice, puno ti hvala na ovom razgovoru i svako dobro tebi i svim našim gledateljima. Lijepi pozdrav. И благодарам уште еднаш свемир и поздрав за сите.